Елиезер. За патот. За вистината. За живот. Почитувани слушатели, заедно со мене Драги Анастасовски, професор по етика во религија. Денес ќе зборуваме на една тема која што опфаќа една убавина за нашето смирение. Секогаш е убаво кога сме смирени, спокојни, а со тоа сме среќни и заради тоа има зашто да зборуваме. Професоре, добре дојдовте. Добро ве најдов и ви благодарам на поканата и можноста ве за едно од најважните добродетели да зборуваме и да пренесиме тие вредности кои што би било многу добро да се трудиме да ги вградуваме во нас и во нашиот карактер. Кога размислуваме за смирението, некогаш не сме свесни дека смирението е сушност основата на нашата среќа. Секогаш среќата ја бараме лево, десно, околу нас, внатре, надвор, некаде, ама на некој од нас не ни текнува дека за да бидеме среќни треба да сме смирени, спокојни. Некогаш мислиме дека начинот за да бидеме смирени е за да ги смириме прво другите, а со тоа дека ќе го добиеме нашиот мир. Но човекот треба да го најде мирот прво во себе, внатре во себе, па потоа ќе зрачи со она духовна, душевна убавина и кај другите. Без тоа смирение не можеме да го постигнеме, без да го најдеме и да го пронајдеме Бога во себе. Што можеме првично вака да кажеме за смирението? Да, мислам, убава анализа и убаво поставено прашање. Значи, за да се добие со таа наша внатрешна духовна рамнотежа, една внатрешна наша хармонија со самиот себе, многу е важно да воспоставиме хармонија со ближниот. Значи, хармонијата што велиме да биде со Бога, доаѓа само тогаш кога ќе бидеме во духовна хармонија и мир со својот ближен. И само тогаш кога ќе бидеме во мир со својот ближен, тогаш ќе бидеме и во мир со самите себе. Многу е важно ние во животот да се преиспитуваме себе си, да се прашуваме за нашите односи, да се ги пратиме нашите чувства, нашите духовни состојби и да истражуваме кои се причините за нашиот немир, а кои се можностите и условите за да се врати таа наша радост и мир во душата. Ако искрени сме во тоа истражување и безпристрасно гледање во нас, во тие наши длабоки, да речам, бездни од страстите и нашите гревови, верувам дека Бог ќе не просветли за да се спознаваме и откривајќи ги пред себе си и пред Бога, а кога треба да го признаеме гревот и пред ближниот, верувам дека повторно ќе не се врати таа радост и мир во душата, кој што е најважната состојба за да бидеме своји и во секој момент да твориме дела достојни за покаяние, дела на љубовта. Значи, спознавањето на себе си е почеток на тој духовен раст и наша лична преобразба. Сега, многу врзано едно со друго во
овој контекст на добродетелта на смирението, како антипод е гордоста, која што викаме дека е мајка на сите гревови. Знаете, се вели во Библијата, секој што се воздигнува себе си, ќе биде понижен, а кој се понижува себе си, ќе биде воздигнат. Значи, оној кој се смирува, признава и ги ја прифаќа одговорноста и гревот, ќе најде и оправдание, и повторно почит и милост од ближниот и од заедницата. Народот оставил наши пораки, како вели, кој високо лета, ниско паѓа, и кој мисли дека е некој, утре може да биде никој. И тие се мудрости кои што биле како водилки во животот на нашите предци, иако можда неуки и необразовани со едно, да речам, пишано слово, меѓутоа се труделе да ја практикуваат верата и тие мудрости евангелски што Бог ни ги пренел. И знаете, тој пример на заедништво, каде што во една куќа се живее многу члено семејство, по 10-15 членови, кои што сите во едни скромни услови живеат во мир и слуга, зборува за љубовта што имале помеѓу себе, која што доаѓала од нивното смирение. Знаете, но во моментот кога ние ќе почнеме да се издвојуваме од другите, сметајки се себе си дека сме нешто повеќе од другите, дека сме подобри, дека имаме поголемо знаење, дали дека сме побогати, посилни, пообразовани, поубави, така натаму, во тој момент кога себе си се сметаме за нешто повеќе од другите, ние тогаш го рушиме мостот меѓу нас и мојот ближен. За жал тогаш доаѓа до состојба и да го презриме нашиот ближен. Се руши мостот на пријателството, на еднаквоста, на љубовта. Најстрашно тогаш се случува што нашето срце повеќе не е со неговото, но неговото срце исто така не може да биде повеќе со нашето, бидејќи него сметаме достоен за нас. Се вели, тогаш почнува нашата духовна трагедија, дека стануваме посиромашни за еден ближен, за еден пријател. Како се вели, богатството на еден човек се гледа според бројот на пријателите, на тие вистински, искрени, љубовни врски, кои што ни дават сила и идентитет во нашиот живот. Сега се вели, нападот му предходи гордоста. Тогаш, кога ќе се сметаме за поголеми од другите, кога ќе ги презриме, фактички сме во една состојба на високо умие. Денес сите зборуваме за ладење на односите меѓу луѓето, но не сме секој свесни за причините и ниту го бараме и нашиот удел во сето тоа, каде сме ние. Прашање дали се преиспитуваме себе си за нашите односи со другите и дали, многу е важно, на искрена, реална основа ги ставаме нашите ставови, погледи, мислења со ставовите, погледите, мислењата на другите. Или секојаш пристрасно гледаме само за нас и нашите ставови, нашите интереси и желби. Многу е важно дали ги согледуваме потребите на другите или само се занимаваме со себе си, со нашите предце, лични интереси и тука се затвораме во кругот на себељубието и гордост. Токму веќе се надоврзам токму на ова. Се затвораме во себе си и според оно што сум читала, сум размислувала, мислам дека треба да тогаш е најдобар, не само тогаш, ама особено тогаш, и најдобар и вистински момент да се упатиме кон Бога. Тоест да го прашаме што се случува, да комуницираме со Бога. Во Светото Писмо, во делот Апостолски дела, е виден мал извадок, каде што вели дека Бог, кој го создаде светот и се што е во него, како Господар на небото и на земјата, не живее во ракотворни храмови, ниту прима служба од човечките раце, како да има потреба од нешто, бидејќи тој самиот им дава на сите,
живот, здив и се. Тој исто направи целиот човечки род да потекнува од еден човек и да се насели по лицето на целата земја, откако им определи одредени времиња и граници на нивните живеалишта, за да го бараат Бога. Не били го напипале и нашле некако, зашто тој не е далеку од ниту еден од нас, зашто во него живееме, се движиме и постоиме. И токму тука е всушност есенцијата на нашето постоење, на решението на сите наши проблеми, предизвици, вклучувајќи и гордоста. Еве, споменавте дека тогаш веќе се губиме и не сме во контакт со ближните. Не сме контакт со она што всушност е нашата вистинска природа. А Бог е тој што најдобро знае со нас, за нас, бидејќи ние сме негови чеда. Се подразбира како мајката, родителот, нема нели од мајката друг човек кој што знае најдобро за своето дете. А ние можеме да лутаме, да претпоставуваме и за ближниот, и за нас, кои сме, како треба, што треба, а Бог е всушност вистинскиот оној кај кој што треба да се упатиме и да го прашаме што да правиме ние со нашата гордост, тоест да ни стави пред нас огледало за да се погледнеме себе си што сме направиле досега. Кога ќе се открие во огледалото кои сме и што сме, тогаш е вистинскиот веќе правец каде треба да тргнеме, што ни недостасува, што треба да поправиме, и ближниот ќе ни го открие и се останато. Точно, значи, многу е важно ние искрено да посакаме, да се менуваме, да се преобразуваме, да се подобруваме. Кога тогаш искрено ќе посакаме да се менуваме, тогаш и Бог ќе ни даде начин преку неговата промисла да сретнеме луѓе, да слушнеме и така натаму, како сето тоа би можело да го направиме или начини на тоа наше себеоткривање, спознавање и така. Знаеш, Бог не создал од љубов и не оставил, туку цело време Бог е тој што води, грижи и бдее над нас, но толку ненаметливо, кој што не храни со својата милост и љубов, но не очекувајќи ништо за возврат, чувајќи ние нашата слобода, ние самите, кои ќе посакаме, да му речеме Ава Отче, велат, слава ти Господи, ти благодарам Господи, така. Значи, како што родителот не бара ништо за возврат на своето дете, но за чест и достоинството на детето е да речи благодарам на своите родители, така и наше е еднаш да се сетиме каде сме и да се вратиме во таа преградка, во тоа лоно Божие. А Бог, како добар родител, го чека нашето покаяние, го чека нашето смирение. Како ќе почнеме ние да се преиспитуваме, ќе согледаме колку пати во животот Бог поставил рака. Некој сме се сопнале, некој ни се случило сесо како родителска опомена дека сме на некој лош пат и да се вратиме таму каде што треба да биде. Сега, наше е сепак, Бог ни чува апсолутно нашата слобода, дали искрено од срце ќе сакаме да го смени нашиот начин на живење и да се вратиме на наша исконска лична природа. Тука во овој контекст што го кажавте, интересен примерот кога Бог ги сака сите и неголемите грешници, бидејќи на крстот, кога Христос бил распнат, пред самата смрт, од неговата лева и десна страна биле двајца други разбойници распнати, едниот од левата страна дрско, иако и тој распнат, му вели на Христос, ако си ти син Божи, спаси се сам и спаси не нас. Значи, во таја тешка
предсмртна состојба, тој се уште носи дел од својата дрскост и ароганција, гордост. А додека другиот разбойник, кој ја прифатил својата грешност, се смирил со самата смрт, сватил дека ова заслужено го добил, му вели: јас и ти заслужено висиме на крстот, но овој праведник нема никаков грев. Не цел живот одевме по лоши патишти. Тој се кае, го признава својот грев, се смирува и откако во една таква состојба покајничка, се врти на кај Христос и му вели: сети се на мене, Господи, кога ќе дојдеш во царството свое. И на првиот разбойник Христос не му враќа ништо, меѓутоа на зборовите од вториот, од десната страна кој беше, Христос се врти и му вели: вистина ти велам, уште денес ти со мене ќе бидеш во рајот. Значи, што се бараше? Покаяние, смирение, така? Вера. Човекот во последниот момент искрено поверува, длабоко се покаја, длабоко се смири. И се вели прв во рајот влезе разбойникот како пример за сите нас, колкава е неизмерлива љубовта Божја, дека и во последниот момент, ако искрено се покаеме, се смириме пред Бога и пред ближните, поверуваме во Бога и се помолиме нормално на Бога, дека Бог, како добар, љубовен родител, ќе не прими во лоното свое. Знаете, големиот познавач на длабочината на човековиот дух, Свети Исак Сирин, во едно слово вели: оној кој го чувствува и препознава својот грев е поголем од оној кој со својата молитва воскреснува мртви. Оној кој се удостоил да се види самиот себе си е поголем од оној кој се удостоил да ги види ангелите. Значи, смирението ни дава таква доблест да се препознаеме себе си, да го препознаеме својот грев и својот пат. Тоа е многу важно, за да можеме навреме да се коригираме. Кога викаме: јас немам никаков грев, па што имам сгрешено? Значи, тој човек вози со, да речам, извалкана шовршамна, ништо не гледа пред себе си, така со церада пред себе си. Не знаеме каде одиме и што може да ни се случи. Често на децата му велам, како што шоферот треба често да бриши, да чисти шофершамна, да знаеме каде се движиме, а се чисти преку покаяние и смирение. Така, во животот треба секогаш да се преиспитуваме, да се смируваме, за да можеме да знаеме каде се движиме. Токму тоа, кон тоа познание на самите себе си води и разгледува нашата денешна тема, гордоста, самољубието и светноста, нормално, како антипод на смирението, а можеме да додадеме дека тука во овие, да речем, страсти, спаѓа и високомерието, надменност, арогантноста, сите те се различни видови на една основна појава, а тоа е свртеност кон самиот себе, и од сите тие зборови со најтврда смисла се одликува две: суетноста и гордост. Значи, како вели Свети Лесвичник во Лесицата, тие се како дети возрастен човек, како зрно леп, како почеток и крај. Значи, гордоста се однесува на собственото мислење за себе си, а суета она што мислат другите за нас. Оти ние често патимо тоа што ќе кажи другиот, што ќе кажи заедницата за нас. Така. Еве, пред да продолжиме, ќе направиме на кратка пауза, потоа продолжуваме токму за суетноста, бидејќи на вистина важна тема која што треба да имаме на
драги мои, продолжуваме со вториот дел од нашиот разговор. Ја споменавме суетноста, гордоста, колку негативно или може би има некој аспект кој што позитивно влијае, што се сомневам искрено. Некогаш е добро, гледајќи ги негативните страни на нештата, за да бидеме свесни за потребата на позитивните, кои се тие, нели да ги откриваме, да ги бараме, да ги вградуваме во нас. Значи, еве, кратки можеме како некои карактеристики, симптоми на суетноста, на гордост, за да дојдеме до смирението. Се вели, симптоми на суетата се нетрпението на прекори. Не сакаме никој да не, нешто да не опомени. Можеме да се прашаме, дали јас сакам некој мене да опомени. Одма можеме да се препознаваме, верувам дека сите ќе се најдеме во повеќето. Жета за пофалба. Често сакам, нормално секој од нас, но да биде заслужено и така. Барање на лесни патишта, непрестајно ориентирање кон мислите на другите за нас, што ќе кажат тие, како ќе им се чини ова што го правам, што ќе си помислат и така натаму. Значи, ако немаме ни еден здрав духовен вредносен систем, критериум на вредности преку кој ги мериме нештата, за нас христијаните Христос е критериум на сите вредности, тогаш за жал улицата, медиумите, некое така друштво, заедница ќе бидат некое мерило кој за жал не се на висина да го мерат нашиот однос, нашиот живот. Значи многу е важно да најдеме еден таков здрав критериум преку кој ќе ги мериме сите наши дела и постапки. Знаете, суетноста далеко го гледа наблюдувачот кој се приближува и не гнев. Знаете, во тој момент кога го гледат гневливиот човек, други луѓе, тие стануваат одма смирени, ласкави. Лесномислените стануваат сериозни, расјаните сосредоточени, гурманите тогаш сме воздржани, така, бидејќи се додека тоа го правим, додека некој не гледа. Тоа не е нашата природа, така? Таквата ориентација кон наблюдувачот се објаснува со гревот на самооправдувањето, грев кој често незабележливо се прикрадува дури во нашата исповед кога одим, нели? Често ги така ставаме како ги поедноставуваме нешто како да не се, нели? Нешто посебно, грешен сум како и сите, имам нешто малце, нешто направено, никого немам убиено, никогаш немам ништо, не сум украл, така натаму. Не е ништо страшно. Не е ништо страшно, не гледаме што имаме направено, туку кажуваме што немаме направено, знаете. Знаете, во душата на човекот треба се појави високо добромислие за себе, како што е суетноста свртеност кон себе си, и тогаш кога ќе имаме такви високи мислења, ни се зема радоста, ни се зема мирот, ни се зема благодатта Божја. Како се вели, кога ќе се возгордееме и нема да искажеме слава и пофалба на Бога, тогаш и благодатта, и мирот и радоста се топат, умират. Се вели, со суетата го убиваме, тој е реален, едноставен, добар живот и го заменуваме со лажни призраци. Знаете, од друга страна, на суетата, ако суетата е почеток, гордоста е како крунуште по-голема од суетата, се вели, гордоста е крајна самоувереност и таа се одликува со отфрлање на се што не е наше. Ако јас не сум изградил, ништо друго не важи, така? Ќе го рушиме. Таа извор на гнев, жестокост, злоба, некогаш и во тешка ситуација од гордост не сакаме да примиме и подадена рака, а тоа ни е Божја помош. Бог некого вдахновил, пратил, така. Се вели, гордоста е една демонска тврдина. Еден отец Ава Пимен вели, таа е гордоста бакарен цит меѓу нас и Бога, не одделува, непријателство кон Бога, и се вели, тоа е почеток на секој грев. И нормално во секој грев таа се наоѓа како мајка на сите. Тоа е, секој грев се вели е волно предавање на себе си на својата страст, свесно газање на Божиот закон, дрскост кон Бога. Иако оној кој е субјект на гордост има крајна потреба од Богот и луѓето не можат да не спасат. Не треба Бог, а преку Бог и луѓе. Сега,
од каде и како започнува таа страст, како се храни, низ кои степени поминува таа во својот развој, какви се знаците и така натаму. Знаете, еве, примерот со Понти Пилат, кога ја носи пресудата, плашејќи се за својот статус, мојот позиција, бидејќи евреите рекоа, ако не го осудиш Христос, тогаш може да има бунт, па тебе и не е сигурно позицијата твоја, дека царот може да те ја земи, римскиот император, и тој носи таква пресуда, а од друга страна вели, не сум за крвта на овој човек, мислете му ја вие, но ние не го согледуваме својот грев. Сакаме во секој случај да се оправда. Еден од симптомите е оправдување. Во секој случај, знаци на гордост да се вели, ако на човекот му е тешко да бара прошка. Знаете, денес можеме да се преиспитаме со луѓе со кои што еве можда не зборуваме или имало некои причини, дали можеме да се сепак скрушиме пред другиот и да побараме прошка. Дури и ако не сме криви, добро е за да воспоставиме повторно мирни, љубовни релации. Знаци се ако сме пречувствителни на нештата околу нас, зборови така, ако се сомневаме, или ако го памтиме злото и ги осудуваме другите. Се вели, почеток на гордоста е таму каде што завршува суетата, средината на гордоста е омаловажување на ближниот, бесрамно фалење со своите подвизи, фалење во самиот себе, во срцето, и омраза кон прекорување. Значи, гордоста така не ни дава да слушаме некои прекори, туку сакаме само да не фаламе. Се вели, крајот на гордоста е отфрлање на Божјата помош, надеж во своите собствени сили, и кој што на крајот ќе доприми и некои сатански карактеристики, се вели. Горди сме кога не сакаме да не критикуваат. И таа е, да речем, главна причина да се смирим и да некојаш прифатиме да одиме на терапија, тоа е лекот за душата, е светата тајна исповед. Бидејќи привршуваме кон крај на нашиот разговор, да привршиме со они кои што се најважни работи, сугестии од наша страна, како најдобро. Знаеме дека нема некој лесен начин, но сепак, што е она што прво треба да го направиме, начин на размислување, за да се смириме себе си, а со тоа да ставиме во контакт и да бидеме едно со нашиот креатор, со нашиот творец, со нашиот татко, со Бога, и да го гледаме светот преку негови очи, а не преку наши, бидејќи зборувавме тоа сега дека нели таа гордост, суета не ни дозволува да погледнеме всушност на вистина она што е околу нас и она што е во нас. Да. Се вели, благоразумен човек е оној кој разбрал дека само смирението може да го соедини со Бога, да ја воспостави преку него таа внатрешна хармонија и мир. Знаете, кога се смируваме, ние се смалуваме, се скрушуваме. И не е грев, не е срамота да ја наведниме главата пред Бога. Луѓето кои што ќе се скрушат и кои ќе ги признат вредностите Божи, ќе ги прифатат и ќе се смират пред Бога, кои што ја искажуваат таја своја вера со, нели, одење во црква, поклонение, целивање и така натаму. Всушност, прават достоинствен чекор и враќање на тој првообраз во нас. За жал, луѓето кои што не сакат да се смират пред Бога, што не сакат да изразат почит, сметајки се дека тоа е недостојно и така натаму, тие луѓе ќе наведнат главата пред тварта. Тој што не сака да ја наведни главата пред Творецот, ќе наведни пред тварта. Ќе наведниме за пари, за моќ, за позиција, пред шефот, пред
председателот и така натаму. Значи, смирението ни го враќа тоа достоинство, е многу важно. Се вели во една молитва: Цару небесен, утешителу духу на вистината, кој си насекаде и се исполнуваш, дојди и всели се во нас и очисти нас секаква нечистота и спаси ги благи нашите души. Значи, искрено скрушно побараме Бог за тој, преку неговата благодат и сила Божја, достојно и богугодно да ги носиме, да го носиме крстот на нашиот живот и да ги остваруваме делата на љубовта. Смирението и себе понижувањето се прв услов за расчистување на патот кон доброто. Го имаме примерот во евангелска една парабола од Христос со митарот и фарисеот. Фарисеите били учени луѓе кои што се труделе и верници да ги исполнуваат до последно заповедите Божи, а митникот бил всушност царинарник, како и сега и тогаш биле олицетворение на нечестност и така натаму, и биле отфрлани од таа црковна заедница. Но кога се моли фарисеот, тој пред Бога ги кажува своите дела. Господи, јас ова правам добро. И така натаму. И дури го судува се одбижно, вика: а не сум како овој митник, додека пак митникот, скрушен, повлечен во еден кјош од црквата, од храмот Ерусалимски, се моли, вика, чукајќи со раката на своите гради, вели: сети се на мене, Господи, прости. Значи, Христос вика, митникот си дојде повеќе оправдан, отколку тој што фактички молитвата му беше славословие свое за себе и восхвала како химн. Знаете, христијаните се вели треба да бидат голи. Во кој контекст е многу важно. Во една таква безазлена детска чистота на душата, какви што биле нашите прародители Адам и Ева, кои што пред гревот не знали дека се голи. Така? Оти таа љубов и благодат Божја не била спознатлива за грев. Тогаш кога грешиме, тогаш сваќаме какви сме. Христијаните требат да бидат своји како што малите деца се радуваат и не гледат на другите и не приметуваат ништо кај другите. На таква духовна состојба носи можност за враќање на таа да речеме рајска состојба на Адам и Ева. Кога на тајната вечера Христос е со апостолите, им открива, вели: еден од вас ќе ме предаде. Повеќе сите апостоли, освен Јуда, постават едно прашање, преку кој се открива нивната крајна смиреност, се вели: да не сум јас, Господи. Значи, ти немале ни помисла да го предадат, но тој кога им вели: еден од вас ќе ме предаде, ти велат: да не сум јас. Знаете, има многу интересни примери каде што колку е поголемо смирението, толку е поголема благодат. Ќе ви кажам само еден пример. Еден игуман од Света Гора, познат старец, со своите ученици оди во Иерусалим на поклонение и оделе со недели, со месеци, кога стигнале на Леонската гора и од озгора, од тоа место каде што Христос често престојувал со своите ученици, го погледнал Иерусалим, старецот почнал да плачи и му рекол на своите ученици: возлюбени чеда мој, јас не сум достоен да влезам во Иерусалим. Јас не сум достоен да газам и додам по патеките по кои што газил мојот Спасител. Еве, јас ки си зем само 3 камчина од оверит. Овие 3 камчина се сведоци на сите Христови чуда, дела и зборови. Тие го гледале нашиот Спасител, а вие одете поклонете се, а јас ќе ве чекам ванот каде што се разделивме после. Монасите отишле во Иерусалим, а тој се повлекол назад. Во тој момент патриархот Иерусалимски бил во една така
блажена дремка, древна. И одма му се јавил ангел Божи и му рекол: брзо праќај луѓе по старецот игуманот на тој манастир од Света Гора, оти цела благодат на Иерусалим ви ја зеде. Земете му 2 камчина, едното ставете му. Доволно. Патриархот пратил одма луѓе кои што не само што да ги земат камчината, туку со еден длабок поклон и метани од патриархот им испратил да му направат, за тој да се врати в Иерусалим и да му направат нормално чест и прием. Старецот, заради благословот и молитвата и љубовта на патриархот, се враќа и замислете, човекот кој што не сакаше да биде приметен, да биде познат, виден, тој кој што не сакаше ниту да гази на местото каде што газил Христос, сметал себе си за недостоен, денес ние за него зборуваме. Како се вели, тогаш кога ќе се смириме, кога ќе се скрушиме пред Бога и ближниот, тогаш доаѓа силата и благодатта Божја на нас, кој што е носител на сите добра. И ни ги дава тие оние вистински прави здрави пораки во нештата и нашите избори во животот да бидат достојни за нас и добри за нас, за нашата заедница. Професоре, ви благодарам за издвоеното време и овој пат да разговараме на тема која што има значење за нас како поединци. Доколку имате уште 2 реченици на крај, како еве за нашите слушатели да привршуваме, бидејќи кажавме многу повеќе тоа што треба. Нели се гледаме и разговараме до следниот пат на следна тема. Да, јас само би сакал да кажам на крај како една терапија, да речем, како да се бориме со тие искушенија страсти во нас и како да ги препознаваме и како да воспоставиме така здрав личен однос со себе си и со други. Се вели, добро е да ги цениме сите настани лекции во животот што ќе ни се случат. Тие, се вели, ни се најдобра терапија за смирение. Да почнеме да уживаме во работите што ги имаме, да бидеме задоволни со тоа што ги имаме. Секогаш во другиот да го гледаме Бога. Знаете, секогаш кога правиме нешто и носиме нека одлука, да речеме како би ми било мене да сум на негово место, или уште посовршено што би направил Христос да е на моје место. Потоа да ги прифатиме работите такви какви што се, така? Не можеме да ги секогаш да бидат совршени, но и луѓето да ги прифатиме такви какви што се. Да ги прифатиме луѓето, да најдеме нешто добро во нив и преку тоа да ги гледаме. Знаете, само така градиме љубовни мостови кои не носат смирение и радост во душата. Се вели, пред секоја одлука дај му шанса на другиот. Не по секоја цена биде само по наше. И кога се вели, дури најдобра е нашата идеја, смирено да ја почекаме одлуката на другиот, на заедницата. И кога би ја избрале нашата, пофалбата да ја споделиме на другите и на заедницата. Пред се на Бога. Се вели, добро е секојаш да имаме искрени пријатели околу нас, да споделуваме, значи да си имаме како наши советници кои што ќе не поучат како силат пријателите кои што ние кажуваат вистината, ни се многу важни коректори во нашиот живот, но сепак како последно би сакал да кажам дека најважно за да можеме да ги препознаваме тие слабости во нас и во сите ситуации кои што се случуваат околу нас, многу е важно, како што одиме кога имаме здравствени проблеми на лекар, многу е важно да имаме и духовен психотерапевт или духовен матичен лекар, а тоа е свештеникот, кој како добар познавач на човековата душа ќе знае практично да ни предочи нели какви одлуки да донесеме правилно во контекст на
нашата душа за радост, здраве и спасение. Така, уште наш ви благодарам. Еве за крај, нема подобар и посоодветен духовен отец се знае од нашиот духовен татко, односно од нашиот Господ Исус Христос. Поздрав до слушателите, до следното издание. Елиезер